Ни помалку ни повеќе, рамно 40 години долг професионален новинарски пат изоди Тодор Јовановски. На концизен, луциден и вешт начин 40 години пишуваше и раскажуваше секојдневни, но и ексклузивни животни приказни. Поради ова во професијата стигна далеку. Од радиоштип па се до светски почитуваните BBC и Deutsche Welle. Но неговата приказна започнува случајно. Едно јануарско утро отидов на аудиција во Штипското радио и на таа аудиција се снимаше радиофоничност на гласот, потоа имаше пишување текст од настан и по известно време добив известување по пошта дека треба пак да се јавам и така јас ја започнав мојата долгогодишна новинарска работа. Заедно со Кирил Манев, Павле Георгиев, Стево Наумов, Трајче Јованов и Марија Шенковска долго беа најдобрата радио екипа во Македонија. На деновите на Македонското радио јас како новинар заедно со другите колеги ги освојувавме првите места во Македонија, а тоа со спортски речник кажано, исто како да си прв во спортот во државата. Недолго откако влезе во новинарството, Јовановски станува и дел од светски познатите сервиси за вести. Соработував повеќе години со Deutsche Welle Келн, Германија, македонска редакција. Потоа долги години во исто време соработував како дописник и на BBC Лондон, македонска редакција. Праќав материјали за едно наше македонско или балканско радио во Чикаго. Освен преку радио Брановите, името на Јовановски останува запишано и како убедливо најдобриот дописник на вест во Македонија. И сега сум соработник и пишувам веќе 16 години за овој најтиражен и најчитан вестник во Македонија. За сите овие години одработил 20.000 часови радиопрограма и над 5.000 напишани текстови. Многу од нив донале сатисфакција, а само мал дел проблеми. Минорно е да имаш само 2 деманта и 2 судски процеса кои завршија со повлекување на тужбите тие што ги поднесува. Еден од нив беше и пејачот Зоран Ванев. По некое правило, по толкава кариера стигнува и првата книга. Луѓе, најчитани и необјавени истории. Тоа се најчитани претежно во вестникот Вест. Оние најексклузивни написи кои беа на насловна страница. Што по сите овие 40 години? Новинарот ќе биде новинар, реков, кога веќе ти влегла оваа професија во крвта, се додека можеш. Па така се надевам дека и јас ќе продолжам и ќе бидеме пак заедно.